Почитувани пријатели, јас ќе почнам да зборувам од она што е најактуелно овие денови. Катастрофата која што ја снајде мојата општина, а најмногу од се моето Муртино. И сакам сите да ја знаат вистината, од има многу неправда, лоши зборови, ѓаволски работи. Почитувани пријатели, од вторник сабајле, кога почнаа да се дигат нивоата на водите, јас бев овде во Муртино. Цело време, постојано, со сите ресурси што ги имам на располагање. Јас бев овде како што сум овде 8 години постојано, не само за избори, постојано и на собери на граѓани, и на погреби, и на крштевки, и на свадби. Секогаш сум овде, од и така ме растеа, така ме учеа. Ако бидеш со луѓето, биди секогаш со луѓето. За разлика од мене, кога поминаа и се повлекува водите, дојдоа еден куп екипи заради тоа што се избори. Дојдоа да профитираат на маката на мојот народ. Дојдоа да гледат саир. Дојдоа буквално да го делат колку што може повеќе нашиот народ. Знаат граѓаните, и порано имало невреме. Постои општинска комисија за проценка на штети. Никогаш не доаѓале, само заради тоа што се избори сега беа овде. И жално е да го делат собствениот народ. На некој дават, во 12 саатот свикат во штабови, пишуваат списоци. Сите знаеме дека 90% куќите во Муртино беа поплавени. За да можете во партиски штабови да го делите својот народ, тоа е грев пред Господ и ќе одговарат пред Господ за неправдата што ја направија. Имаме куки Комоноспитово кои што не беа поплавени, имат 15.500. Има куки во Чифликот и на Стара река овде кои што немат денар добиени. Тоа го знаат сите. Но избори се и да знаат луѓето дека не може тоа да им помине. Општината не е надлежна за реките, не е надлежна за полските патишта, не е надлежна за полето. Надлежна е државата, надлежна е власта. За да некој шири лажни информации дека Заев можел да прави потпорни ѕидови на реките, тоа е повеќе од дрскост. Сите слушавте на парламентот, Цветанка Иванова и Панче Орцев, молеа буквално, молеа, абе не споменик, една скулптура, не ја правете. Толку треба за чистење на реките и каналите во целата струмичка околија. Толку чини чистењето на реките и каналите. Молеа 7 години наред. Не прифаќа човекот кој што дојде овде да мете со џогер во црква која што давав од устата на моите деца земено. За оваа моја црква овде. Дојде овде да гледа сеир, да се изживljava на маката на луѓето. Дојде безсрамно со 3 подвижни канцеларии, баги ќе прават проценки. По кој закон тоа? Они прават проценки. Се знае кој ги прави проценките. Безсрамно доаѓаат и мислат дека ќе го излажат народот. 21 година сме демократска земја. Знаат веќе луѓето многу добро што е што и кој е кој во општеството. Кој навистина помага, а кој се прави фраер, мачкајки ги очите и лажејки ги луѓето на најголемата мака. Јас пораснав по овие улици овде. Јас трчев заедно со овие дечиња кои што се овде. Доживеав за жал со чамци да влегувам по улиците во Муртино. Но тоа е навистина невреме. Природа е. Но да дојдете после тоа, да си живljavате, да го делите својот народ, да му пуштите лажни информации, навистина немам што да кажам, освен дека е грев пред Господ. Само ќе кажам, нека се сведоци сите. Нека се сведоци сите. Сите сме живи и здрави. И знаеме кој што направил за оваа село. Последните 7 години ВМРО ДПМН е власт во државата. Кажете една работа што е направена за Муртино. Една работа да знаеме дека дошле и ја направиле за Муртино. Имаат буџет од 2 милиарди и 700 милиони евра
Тоа што го прават во Скопје, не ќе ме и тука нешто да направат. Во нашата општина, во нашите села. Цело време дебатите што ги водам на политичката арена во Македонија. Мојот крај е земјоделски крај. Дајте им шанса на луѓето работливи да произведат производство. Државата е надлежна да ги чисти каналите, да ги тампонира патиштата, да се грижи да има трајни основи, нови пазари за пласма на ова земјоделско производство. Се фалат со субвенции. Субвенциите се ви дават 5 денари, 50 ви зимат од другата страна. Ако се добредојдени субвенциите, зошто нашиот народ постојано секоја година е посиромашен и посиромашен? Субвенции треба да има. И во рете, ја подржуваме таквата политика. Но овој наш народ бара пласман по достоинствени цени, по цени кои што од својот труд ќе си го гледа своето семејство. За Муртино велат во фолиите да има како човек ќе ви произведат. Неквалитетно производство. Барат само пласма. Ај што не помагаат, ај што ништо не помагаат, тврдат дека каналите биле исчистени. На секаде има снимки, ги пуштивме овие денови. Тврдат на парламент дека биле исчистени каналите, а аптеки биле чисти. Последен пат владата на Владо Бучковски го чистеше каналот. 2006 година март месец, пролет, го чистеше каналот, само што бев станат градоначалник. Од тогаш нема дојдено да чистат канали. И надлежноста е на државата. Греф имате огромен за оваа катастрофа што го снајде Муртино пред се. 10 години ми е уназадено селото. И за тие 10 години уназадување ќе видат резултат на гласањето. Оти само треба една скулптура помалку во Скопје да направат, за да ја немаше таа катастрофа. Ја знаете вистината, ја зборував и пак ќе ја кажам. И тие ја потврдуват. Кога дојдоа реките од цела Струмичка котлина, заедно со Радовишкото поле, го пробија процепот на Дабалска река. Оти река Струмешница или Струмица беше полна, не исчистена. Чистеа во Босилово, ама во Ново село не чистеа. И во општина Струмица не чистеа. Сите знаат, реките се чистат од крајот кон внатрешноста. Чистеа од Босилово била Ваморовска општина. И заради тоа реките немаа протек. Кога се надигна водата, го пробија процепот кај Дабиле, помеѓу Просенички мост и Дабиле. И сите овие води дојдоа, го зафатија Дабиле, а овде и водите од Тркајна, од Маркова река, дојдоа заедно во Муртино. Заради неисчистените канали се овие штети. Колку и да сум добар, гледам дека ги злоупотребуват. Сегде одам и велам, сите заедно се трудиме да помогнеме. Сите заедно. Одат во 11 часот вечерта, прават партиски списоци на кој да помогнат. Со 15.500 ништо не се помага. Па барем фер да беа, на својот народ рамноправно да помогнеа. Цело село сите знаат дека е упустошено. Заради тоа, почитувани пријатели, вистината е таа и треба да ја знаете. Треба да ја знаете. Се појавуваат оти се избори. Ништо немат направено. Ништо, една работа за